Како што ќе ве прозвивам еден по еден, ќе треба да се подпишите, број на лична карта, матичен број и подпис нормално. Ќе ве читам сите по редослед, тој што не е дојден, тој што е дојден, па дојде тоа дека и да се верификува. Бабуна Велес Мартин Павлов. И да приложите полномощно тоа. Никола Джамбалов, Бабуна Велес. Не е присутен. Јас мора да ги прозвам. Лазар Лазаревски, Бабуна Велес, не е присутен. Регалница Штип, Младен Костадиновски. Број на лична карта. Може да полномощно да види, што е пишено. Не на полномощно што Младен Костадиновски. Еден 8-0, 3-6-2. Регалница Штип, Благој Димитров. Кркушка Велес, Славко Казаков. Не е присутен. Максим Кумарово, Зоран Стојмановски. Марина Крушево Шаполич Душко.
Evo, ajde, piši ti. Mas 7-8, 1-9-6. Оскар Кавадац и Златко Митеве. Чинја Комаров, Зоран Тушевски. Не знам. А? Рима? България. Ние идем на Гърция. Не, на река. Там на Гърция. Ама Гърция. Бевме ние пред месец. Рима, да, ама и... Чинја Комаров, Звонко Лазаревски. Киле това е. Има и ситна, има и крупна. Ама ситна е много, много. Никога минаха на улик, на агитите струма. Агите са на улима, там Тука бевме, после бевме кај ќе кршат колите. Много. Цела од улив во Морана до горе сета. Чинја Комаров, Игор Јосипов. Не мога да се България на струма бе. Тука во Благоевград. Да, од Горив. Крупен. Има и се, али вака го оставям. Чинја Комаров, Драгомир Лазаревски. Лазаревски има. Сърпрайз. Пакетче за Ново година. Пакет. Пакетът го мразя. Мора да е такова чоколада. Нека... Нека и тъчно стане, ако е чоколада. Или в хотелия неко. Да стам таму подолу. Само да завършим. Наум Лазаревски си бял фототека. Ти си Наум. Ветеринарна книжка имаш? Имаш ли лекарски? Тежко. Ветеринарна книжка имаш? Снима се бините от Членска книжка имаш? Може го доиш. Снима се бините от Ало? Ти ти си носи? Трофеј Струница Наки Ѓузелов. Тука. Ајде. Може поточно да ги. Ајде, пиши. А. Тука. 2-6-3. 2-8. 1-8. Не мога да навигам много пъти. Хантер Фиш Кичево. Ангел Иванов.
карта. Веце Велески, Црна река, Битола. Не е присутен. Ливарски приказни, Радован Димитриевски. Бистро Струмица и Гиатонов. Пелагонија Пелистер Битола Влатко Ристовски. Не. Исто Пелагонија Битола Виктор Алигевски. Не е присутен. Професионал Велес Владко Арсовски. Вие и попиш Владко Джурковски. Не е Пишемо, хотя бы сейчас пишемо. Я тебе говорю. Мартин, некој да не пали. Погледајте го дневниот ред е неговиот претходната, ова е продолжение само на седмицата, чекаме да дојде ноторот и ќе почнеме со официјално. Почитувани присутни, може да почнеме. Ова е продолжение на седмицата која беше закажана на собранието на 24-ти, 12-ти, која беше прекината поради недоследности, немаше можност да се продолжи со истата. Ја одложивме за денес, обезбедивме и повторно простории, тука сме сите. И сакал да споменам во однос на она што го дефиниравме и го нотиравме со ноторот, од кои издруженија имаат право да бидат делегати на ова собрание. Уште еднаш би сакал тивко да ги прочитам. Односно, бидејќи денес немаме верификациона комисија, верификационата комисија Благе, Кире и Предраг кои беа минатиот пат, сега не се присутни, би сакал да пристапам кон избор на нова верификациона комисија и која ќе брои 3 члена. Би сакал да ги предложам како председател Илија Томов, Наум Лазаревски и Зоран Тушевски. Тука сме сите присутни, би сакал да гласаме од присутните Илија
Томов, Наум Лазаревски и Зоран Тушевски. И сакал присутните што имаме право на глас, да гласаме кој е за да биде оваа верификациона комисија. Против? Колку беа за, Воздржани? Едногласно 16. Констатирам дека верификационата комисија сочинета од Илија Томов, Наум Лазаревски и Зоран Тушевски е усвоена. Го замолувам Наум да пристапи кон читање на присутните делегати кои се суредни полномошни. Или Изоки, ако можете само да верификуваме читање. И сакам да ги прочитам уште еднашка сите членови, удруженија и делегати кои ја имат подмирено обврската согласно член 23 од статутот на МРТ за 2021 година. Балуна Велес, Легалница Штип, Кркушка Велес, Магдан Куманово, Мрена Крушево, Оскар Кавадарци, Чинја Куманово, Светјапостол Петар Охрид, Профес Брумица, Картер Фишчичево, Црна река Битола, Риварски приказни, Бистро Струмица, Пелагонија Пелистер Битола, Професионал Велес и Мија Кофиш. Од тие здруженија делегати вкупно број се 23. Мартин Павлов, Никола Джампалов, Лазар Лазаревски, Младен Костадиновски, Благој Димитров, Славко Казаков, Зоран Стојмановски, Шапорич Душко, Златко Митрев, Зоран Тушевски, Звонко Лазаревски, Игор Јосифовски, Драгомир Лазаревски, Наум Лазаревски, Наки Джузелов, Ангел Иванов, Пеце Велецки, Радован Димитриевски, Илија Томов, Владко Ристовски, Виктор Алиевски, Владко Арсовски и Златко Джуровски. Од тие 23 присутни се 16 делегати. Со ова констатирам дека имаме кворум да ја продолжиме седницата. Председателе, повели... Продолжуваме. Понатака. И сакам да сите ми подаден предлог деловник за работа. Предлог деловникот за работа се утврдени Предлог деловникот на сите ви беше претходно предаден, доколку немаме забелешки и сакам да пристапиме кон негово гласање и донесување. Кој е за? Против? Воздржани нема. Констатирам дека деловникот за работа на собранието едногласно е донесен и сакал да пристапам на четвртата точка од дневниот ред. Избор на работно председателство. Како работно председателство на ова собрание ги предлагам Мартин Павлов, Звонко Лазаревски и Златко Митрев. За истото би сакал да го ставам на гласање и да го донесеме по одлука дека е избрано работно председателство, да може да продолжиме со работа. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека за ова собрание е утврдено и обезбедено работно председателство со состав Мартин Павлов, Звонко Лазаревски и Златко Митрев. Почитувани, ова собрание водредно беше свикано за точката на дневен ред 5, гласање на доверба на мене како председател, и точката 6 по предлог на управниот одбор, исто така доверба на управниот одбор. Извинам. Да седне таму.
Може работното председателство да го пристапи към бюджет. Благодарам од страна на Мартин. И јас, бидејќи јас, согласно деловникот за работа, сум дел од работното председателство, продолжувам со водење на оваа седница, согласно членот 6 од предлог деловникот, односно сега деловник за работа. Точка 5. Гласање на доверба на председател, односно по предлог од управниот одбор беше предложено дека мојата работа како председател била несовесна, дека несоодветно сум извршувал мојата работа и поради истото беше од неколку поединци од управниот одбор предложено. Тука имаме и представници од управниот одбор кои беа дел за, дел против, вклучувајќи и мене. Сметам дека од самиот избор мој како председател минатата година до денес имаме доста допринесено како, да речам, структура на управен одбор и председател, имајќи го во предвид законот за рибарство кој веќе е во постапка на донесување, поминат во влада, имаме доста инвестиции донесено, помош на самата федерација, со што сметам дека како председател доста имам допринесено и не би имало никаква причина да бидам предмет на вакво дискутирање, но кога веќе органите го бараат тоа, еве сме тука и тие што сме валидни, согласно членот од статутот 23, сметам и транспарентно пред вас, кој има да продискутира во однос на овој член, во однос на оваа точка на дневен ред, да каже нешто ако има некои забелешки, зошто е тоа предложено, ако сметаат дека имало некои недоследности, би сакал да ги знам. Доколку нема дискусии, ова отвара простор за дискусија на сите присутни да кажат дали има во однос на моето работење, односно доверба за мојата работа, некои забелешки. Нема забелешки. Нема. Бидејќи нема забелешки, предлагам точката на дневен ред за гласање на доверба на председател да ја ставам на гласање. Кој за да се изгласа доверба на председател постоечки на ова собрание? Против? Воздржани? Нема. Констатираме дека е изгласана доверба на председателот на Точка 6. Гласање на доверба на управен одбор. Имајќи го предвид предлогот на управниот одбор, значи беше предлогот за гласање на моја доверба во продолжение беше кажано и овој управен одбор, односно тој управен одбор кој е веќе се уште на сила. Исто така да се стави и да се проверат поединци кои работат во тој управен одбор, дали работат позитивно за самата федерација или не работат. И за истото имаше многу забелешки, бидејќи јас како председавач на тој управен одбор сум дел од него, индиректно беа нафрлени многу негативни работи кои наводно јас сум ги правил како председател на управен одбор и дел од членовите на управниот одбор. Сметам исто така тука транспарентно треба да си дадеме свое мислење, го отварам ова како прашање да продискутираме од ние што сме, пак ќе потенцирам, здруженијата тука присутни кои имаат регулирано соодветно за чланарина за тековната претходна година со полно право да може да одлучуваат тука на ова собрание. Го отварам ова како можност да продискутираме, доколку има некој нешто да каже во однос на оваа точка, слободно нека се произнесе. Нема никој.
би пристапил кон гласање за доверба на управниот одбор, кое да се изгласа ова е како доверба. Пристапуваме кој е за да изгласаме доверба на управниот одбор, кој е против, едногласно значи, воздржани, нема. Констатирам дека на ова собрание е изгласана недоверба на управниот одбор и согласно деловникот кој е донесен од ова собрание, и сакал да пристапиме кон членот 12 од истиот и да пристапиме кон тајно гласање односно за избор на нов управен одбор со предлог гласачко ливче. Истото би сакал верификациона комисија да објасни како е начинот на гласањето, за да може да не се направи некоја замена. Председателя, извинувам, не е член 12, мислам дека е член 14, ако може да се прави питање. Така, член 14. Претходно би сакал да пристапиме да избереме кандидациона комисија која ќе го спроведе гласањето и истото е виден на транспарентен начин со тајно гласање со гласачко ливче за избор на членови на управен одбор. Како кандидациона комисија ги предлагам Наче Ѓузелов, Зоран Стојмановски и Благој Димитов. Го ставам истото како комисија на гласање, кој е за, против, воздржани нема. Констатирам дека е утврдена кандидацијоната комисија и молам да пристапат кон подготовки за избор на управен одбор и спроведување на гласање. Објаснете им уште една за гласачките лични да не се Гласачките ливчиња напишани се со предлози за кои членови би биле во управен одбор ако се изгласаат евентуално. Со заокружување на сите членови давате глас за кој член сакате да биде во управен одбор. Ке ве молам да постапите со заокружување на сите членови што мислите дека треба да бидат во управен одбор. Поделете ливче, не готово. Чиче гласо? Само ще предизвестувам. Предлогот 12 кандидати за управен одбор се предлог на председателството. Јас ќе ги прочитам, ако има некој дополнителен предлог, може да се допише на ливче. Значи, предлогот на председателството е следно. Членови на управен одбор: Мартин Павлов, Бабуна Велес, Мицески Николов, Прегалница 2011 Штип, Илија Томов, Бистро Струмица, Маријан Белјановски, Магдан Куманово, Оскар Камадарци, Борче Еленов, од Чинја Куманово се Зоран Тушевски и Звонко Лазаревски, Петар Булевски од Свети Апостол Петар, Наки Ѓузелов од Кротни Струмица, Весмир Елези, Канкер Пишкичево, Радован Димитриевски од Рибарски приказни и Душко Шапорич од Томче Пример. Дали имат некој да додаде некој мислење за некој друг што би требало што мислите кандидат да влезе во управен одбор? Ако нема, тоа што констатирам дека предлог се овие 12 кои што ги прочитам. Еден Со гласачкото ливче се пристапува
кај параванот за заокружуваат, значи кој се предлогот од 12 члена се предлогот и се става во гласачката кутија. Со Заокружување на поединечните бројчиња покрај имињата. Како не избори? Кандидационата комисија нека чита по список кој има право на глас, еден по еден и доаѓаат како што гласачкото листа. Мартин Павлов. Граница Штип. Кој? Лицевски Никола. Прегалница Благој Димитров. Чекай, веќе ти да се што присутни. Прегалница Младен Костадиновски. Мардан Зоран Слемановски. Мрена Крушева, Шапорич Душко. Оскар Кавадарци, Златко Митев. Чинја Зоран Душевски. Игор Јосиповски Чинја. Апостол Петар и Павле, Наум Лазаревски. Профе Струмица, Наđe Ѓурđело. Хантер Фиш Кичево, Ангел Иванов. Рибарски приказник, Радован Димитриевски. Бистро Струмица, Илија Томов. Професионал Белес, Владко Арсовски. И Мија Екофиш, Златко Ѓурковски. Ѓуровски. Ајде, пушти рече. Игор Помпови. Драго да се скинува. Душко го сгрешивте, него го сгрешивте, сите ги сгрешивте. Ако грешка е. По грешка ги изгрешија. Шапер пазите, значи ризикот нема да го грешите. Ќе да буде веднага. Баба гласаше, баба.
Значи, замолуваме кандидатионата комисија да се погледа, ако нема друга просторија назад со кутијата, да ги преброи гласачките липчини и да соопшти резултати. Членови на управен одбор: Багуна Велес, Мартин Павлов, Дрегалница Штип, Мицевски Никола, Бистро Струмица, Илија Томов, Макдам, Маријан Велјановски, Оскар Кавадарци, Борче Ленов, Чинја Куманово, Зоран Тушевски, Чинја Куманово, Звонко Лазаревски, Свети Апостол и Петар Булевски, Трофеј Струмица, Наќе Ѓузелов, Хантер Фиш Кичево, Бесмир Елези, Рибарски приказни Радован Димитриевски и Сомче Душко Шапоvić. Сите едногласно се избрани за членови на управен одбор. Во однос на точкава разно, оставам да продискутираме и сакал да дефинираме и предлагам, бидејќи тргнавме со промена на органите, имајќи го предвид дека надзорниот одбор и исто така сегмент без кој не може да функционираме како федерација, предлагам да продискутираме во точка разно, а и да кажеме што би правеле со надзорниот одбор и дали би имало можност да го одредиме и тој, бидејќи тука сме собрани, да не свекуваме дополнително собрание за исто. Дали некој има да каже предлог, дали може некој да предложи некого за во надзорен одбор, да биде транспарентно кажано тука заедно, некако претходно зад затворени врати да се определуваат членови на надзорен одбор, на управен одбор. Како председател сакам транспарентно тука да кажеме кој ја заслужува таа функција и да биде дел од тој орган. Еве јас како прво да почнам, бидејќи гледам дека некако сте многу тихни и не кажувате ништо. Го предлагам Златко Митрев за еден од членовите на надзорен одбор, имајќи го предвид дека е упатен со поголемиот дел од работата и долго време во федерацијата, индиректно или директно вклучен, со максимална помош, безрезервна поддршка, со голем број државни надпревари, направени збиднување, организирани надпревари од страна на Оскар. И за истото, мислам дека е компетентен да биде член на надзорен. Други предлози, дали може да дадете некој од вас, да не биде сите дадени се од мене? Дали треба недоверба да се изгласа прво на надзорниот одбор или не треба? Не, предлози се да кажеме кој да бидат, па и гласаме. Колку треба да бидат? Не треба. Илија Танасов ема го предлагам да биде член на надзорен одбор. Имајќи го предвид дека е по локација дипломиран правник и адвокат, мој колега, ќе ни помага во однос на ръководењето на федерацијата, одлучување на работни акции и било што понатака би се нашол во функција на исто. Геле е предлог. Ангелов Геле. Може. Евете. Радован Павловски го предложи. Ангел. Како пише презиме? Ангел Иван. Злате го предложи Наум Лазаревски, член на надзорот. Дали имаме некој друг предлог? Го предложи да се 4 предлози.
Гласите предложите сите 4. Можете сите 4 претходното собрание 4. Треба да остане бројката непроменита во однос на надзорен одбор, треба да утврдиме 3. Може. Мора да ја не паре, нели 3 или 5? Вака, да не губиме време, како председател ги предлагам Наум Лазаревски, Илија Атанасов и Златко Митрев за членови на надзорен одбор и ги ставам истите на гласање. Не мора да ги ставите председател сите што се предложени, не може така. Да. Сите предложи. Бидејќи имаме 4 члена, како ги отстраним? Да кажем за сите да гласаме, За сите посебно треба да гласаме. Не, 4 не може да бъде гласен. Ставете Мора да е непарен број да е. Мора да е непарен број. ќе ги гласаме поединечно секој од предлозите за членови на надзорен одбор. Мандатот на членовите треба да надзорен одбор од своите членови избира председател со мандатот на не би може Ајде. со 5 Го ставам Наум Лазаревски како прв кандидат член на управен. На надзор. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Еден од сите е Наум. И Златко Митрев. Го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Втор е Златко. Трет Ангел Иванов. Го ставам на гласање. Кој е за? Сам се гласаш? Еден, Ајде сите што за. 4, 5, 6, 7. Тој има право на глас. 7 гласа Ангел. Против? Воздржани? Двајца. Тројца. И четврти Илија Атанасов. Кој е за? Против? Воздржани? Еден. 15 за, 1 воздржан. Констатирам од ова гласање дека надзорниот одбор ќе биде сочинет од Наум Лазаревски, Илија Атанасов и Златко Митрев. Им честитам на новиот надзорен одбор. Во делот на понатамошниот предлог мој и предлог на поголемиот дел од членовите на Федерацијата, бидејќи се соочувавме со доста проблеми во однос на одлучувањето како органи, зависеше многу за секоја една работа, па да кажам и банална работа, потребно беше да се консултира генералниот секретар, управниот одбор, генералниот секретар, управниот одбор. Сите бевме врзани и јас како председател, значи воопшто не бев изземен ниту еден дел за било која банална работа, па дури и благодарници кога требаше да се доделува, требаше да се обратиме до управен одбор, донесат одлука и јас како председател за нешто што ни помогна да доделиме благодарница, беше потребно да донесеме одлуки на управен одбор. Во делот на статутот тоа беше така мудро направено од делот на претходната, да речам, постава или гарнитура, со што буквално не држеа во заложништво и не можевме да преземаме никакви
активности без нивно знаење, односно зборам од делот на организација, од надпревари, од било кој да се вклучи во некоја друга активност во однос на федерацијата. И тој предлог на точка во разно го исцрпивме. Ако некој има нешто да каже слободно, би сакал ова собрание да го исполниме и со ваши предлози доколку имате во точка разно слободно, не би сакал да биде понатака собранијава ќе се одржуваат доколку нормално се биде како што треба. Сакам да бидат транспарентни во овој денешен, да речам, во ваква денешна хармонија да се одржуваат без никакви расправи и предлозите од сите вас ќе бидат соодветно прифаќани. Нема да има задкулисни работи како што имаше претходно. Ова го земам за право да си го кажам, бидејќи се уште како актуелен председател и беше укажано и на претходните органи, и на претходниот управен одбор и секретарот, и се уште, да кажам, актуелен секретар, бидејќи во целокупната нивна работа воопшто не дозволуваат да имам, оде ми е, сакам и обврска да ви кажам на вас како делегати кои сте денес присутни, дека во нивното работење како председател бев многу малку вклучуван, имајќи во предвид дека сите одлуки, сето она што требаше да се донесува како одлука, иако по статут ми припаѓаа на мене, одлучуваше самиот секретар, што мислам дека е неисправно и вие мислам дека се согласувате со тоа. Од страна на техничките служби имав некоректна соработка, цела година, значи целокупната работа, што и да побарам, дури банални работи во однос на документација, финансиска или било каква, пред собрание, пред управен одбор, ништо не ми беше додавано на располагање како председател, што исто така мислам предмет за дискусија и понатаму ќе можеби ќе бидат и дел од некои поставки. Сум за тоа да имаме единство и не сакам никој во ова собрание и во овој состав да има негативно мислење за никого. Она што треба да си го кажеме, треба да си го кажеме јавно, тука меѓу нас, за да не создаваме фракции како што правеа некој дел од составот на претходниот состав, да речам, на Македонска риболовна федерација. Ако немате ништо, сметам некој да каже, има некој нешто да каже наум? Имам јас. Подразна? Која е целта понатамошна, постапки кои се понатамошни за понатаму да почнеме да работа? Сега, одаде после ова, шо понатаму почнуваме да работа? Која ни е? За тоа ќе се изготви програма на работа за работа на федерацијата за тековната година, ќе се изготви план. Или кратко извини, сега веќе иди уште некој ден нова година, со маркици како ќе правиме ние кои со енергија. Билот на маркиците, сакам да кажам и да потенцирам. Сепак си председател. Пред да се одржи собранието, да ви соопштам и таа работа. Отидов кај службите и кај техничкиот секретар, кај генералниот секретар. Прашавме и предложивме на управниот одбор претходно да има нумерирани маркици, бидејќи имаше несакани случаи како што се случи случката со Шапурич, па го наведуваа човекот дека се земени, украдени или нашол начин да ги земе 150 или колку маркици беа. Предложив да се нумерираат, да се дадат единствени истите маркици, само да си има нумерација со кои би се разпознавале, за да не се дублирам и да не се прават малверзации. Не го прифатија тоа, од страна на Филип Серафимович постојала фирма, нели секретарот на Вардар, на Рибар, кажаа дека таа фирма била негова, пак биле нарачани маркици, значи што тука јавно го кажувам, иако 5 пати потенцирав дека треба да се одлучи на управен одбор начинот на доделување на маркици, од каде се порачуваат, зошто не се нумерирани, зошто немаме никаква контрола на порачувањето и која количина на маркици влегуваат во Македонска риболовна федерација. Јас како председател не знам колку маркици влегуваат, иако не бев согласен, ги нарачале и Сега друго ми беше целта. Дали ќе бидат тие маркици валидни или како ќе биде? Ние сега пред се, еве кажувам тука официјално, дека не се дефинираат состојбите со централен регистар како ќе биде и што ќе биде, понатака
ќе одлучуваме за сите технички работи околу федерација. Се потихо да се чуе. Дали сте запознаени со концесија? Бидејќи на сите друштвени сектори концесијата од 28 јуни, 6 месеци. Сега, ние треба да задолжиме дозволи дали ќе важат до крај. Знаете го предвид дека не има некои официјални или неофицијални најави за избори, техничка влада и слично, во Министерство лично бев, се консултирав со Игор Бојаджиевски, бидејќи тој е за дозволувањето на концесии. Веројатно, после нова година ќе имаме информација, бидејќи се ставени сите во мирување. Значи, дали ќе има избори, кога ќе бидат, не сме пред избори да има такви доделувања, нити да се дискутира за доделување на концесии. Може би со акт, Министерство ќе ви продолжи и ќе ви кажа, напастите ќе ви дадат, дали ќе подигате, пошто вие реално од нас не подигате дозволи, од Министерство подигате. Исто. Значи ми беше кажано дека неофицијално, јас отидов и го прашав со концесиите, до кај сме, што сме, ни кажа дека концесиите најверојатно ќе бидат одложени заради избори. Затоа јас барав состанок со концесионери да кажа тоа што веќе. Така, сите не засегаат, затоа што се е ново и безсмислено ако немаме концесии, немаме зашто да... Дозволите важат само додека крај концесија. Така беше и претходно, да други концесии. Не до крај на година. Додека има концесија. Сите сме скоро 6 месеци. Тука сме сите. Со исклучок на езера. Наредната година, 25 Не, јас сум 25, ама тука благодарам уште Не, еднаш. ја би прашал уште нешто. Повеле. До кај работена со новиот предлог закон за рибарство и до кај работена со новите риболовни основи. Врзосно на кои риболовни основи работат сега пошто се истечени 2022. Вака. Во однос на риболовните основи не би сакал да дискутирам, бидејќи со Игор не сум го прашал и не знам. Бидејќи не е ни мој дом за риболовните основи. Треба да подискутираме и да видиме па да ви давам информација. А што се однесува за Новиот предлог закон за рибарство. новиот предлог закон е усвоен на влада. Значи поминате на влада, онака како што ги параваме со страните и истото треба да оди на комисии и на собрание. Дали се освоени некои забелешки од риболовните здруженија што беа од МРФ или така не? Не знам, има да има. Ние имавме предлог во однос на поделбата, мислам, за процентуално на доместокот, кој на кого, нели оној што го плаќаме на крај од годината, годишен на доместок што приходуваме од маркици. И беше распоредот 60, 20. Ние сега побаравме, нели оној што беше рибен фонд, дел што се однесуваше на порибување. Добро, таму се има една точка кај што се предвидува дека државната дозвола ќе биде поголема од 2/3 од просечна плата. Тоа значи дека ќе дојде некаде над 20.000. Не, тоа дека не помина. Не, исто што Дозволата останува иста. Државната останува иста. Значи останува непроменета. Цена Како не прави? Значи ќе биде 2 пати поголема од неголемата. Така законски беше така. останува 7.100. Тој предлог мислам дека го усвоенето. 7.100, не ти ја спрашувам. Ете така. Значи 7.000 Не, ама се коси со закон, таму мислам дека во законот пишува да платат. Не од не, али добро, а во законот мислам дека пишува дека државната дозвола мора да биде 2 пати поголема од неголемата дозвола годишна дозвола во Република Македонија. Значи тоа ако е 5.500 сега за Дојран, треба да биде 11.000. Видете, Ја не знам дали Нема да биде концесионерите ние не можеме да им Не, веќе има договорено да ни продава минута, не може да бидат поскапи од не може да бидат повисока цената од онај што е од државната дозвола. Ако сме при крај, Само ви што благодарам. списокот. Ако тоа е техничка работа, може да го завршиме, да ја ослободиме парката. Ви благодарам на вашата Ако има, добро, ако немаш оперативност подпис. и искреност и поддршка и се надевам дека понатаму ќе имаме одлична соработка и ќе можеме да ги спроведеме сите наши цели кои ги имаме за црта. Ај, се, ојте си.